Извинете, господине, дали може кратка анкета? Може? Наша делегација разговараше со УНЕСКО, главна тема Охридскиот регион. Оној регион полн со дивоградби и самоволија. Не му е лесно на УНЕСКО со нас, а замисли колку ни е тешко на нас со самите себе. Транспарентност рече дека во борбата против корупцијата сме од прилика исто како и преклани. А затоа оваа година ќе растуриме, мислам. Ќе растуриме со корупција или со апсење? Млад си дечко да бидеш саркастичен, дај бркни некоја девојче, не мастирај мене, бе. Алатки за вештачка интелигенција во Македонија користат 45% од младите на возраст од 16 до 24 години, што е под европскиот просек кој изнесува 63%. Тоа значи дека нашиве се природно начитани, паметни, интелигентни и не им треба вештачка интелигенција. Сериозно ова го мислите? Не биди смешен, бе. Кај имаат време, бе, нашиве млади за вештачка интелигенција? Они се преокупирани со турбофолк и играње игрици на телефон. Извинете, господине, дали може кратка анкета? Кај ме најде мене, бе, дечко, сега бев на вадење ЗАП. И па добро, таман анкетата е поврзана со здравство. Пред 6 години, 2020 година, февруари, почна короната. Дали се сеќавате на овој тежок период? Како бе не се сеќава? Кој не се сеќава на тоа? Па ние бевме како во затвор. Не смеевме да излеземе од дома, имаше карантини, сабота и недела седиш дома, гледаш телевизија. Мислам, катастрофа беше тоа. И многу траеше, колку 2-3 години траеше. Ама кога ја спомна коронава, сега ти кажам, што ми се случи вчера. Се гледам со едно другарче. Не е важно како се вика човекот. Тоа беше страшно подвижен човек. Он во денот пешачеше најмалце по 10 километри. А сега знаеш како оди? Овако оди. И искривен, се гледа дека е во болки и му викам, другарче, што ти стана, бе, другарче? Вика, лани до мај, све беше изваредно, све нормално. И вика, еден ден станувам, не можам да одам. Вториот ден не можам да се облечам. Вика, 3 минути облекувам кошула. Легнав у кревет, мислевме дека е најлошото и преземав мерки. Отидов на снимање, магнетна резонанса, снимање од глава до петици. И вика, знаеш какви ми се резултатите? Све нормално. Вика, све нормално, ја не сум истиот човек. И тој последниот доктор што ме прегледуваше ми вика, те прашам, вика нешто. Дали ти си примил вакцина против корона? Викам, да. А дали прележа корона? Да. Па од вакцината и од короната ти. Така му кажал докторот. И тоа е познат доктор. Што значи дека он имал повеќе вакви искуства чим го заклучува тоа. Знаеш? Сакате да кажете дека ќе го папаме од вакцините, а? Или да, или не. Ама повеќе да, отколку не. Во вторник имаше земјотрес. Од владата е. Како тоа од владата? Па кога беше СДС на власт немаше земјотреси, имаше поплави и тоа од глупости, а сега ВМРО се на власт, они тресат и затоа има земјотрес. Апасиев и пратеничката Стојановска комуницира на социјалните мрежи, Апасиев и напиша гнаси вмароидни, а таа му врати со гадори левичарски. Едниот е доктор по науки, а пратеничката е магистарка. Среќа што се образовани на ниво. Замисли се што ќе си напише ако не беа толку школувани. Ај сега морам да одам у банка, ќе ми затвори банката, молим те. Нека ќе се опари, а? Какво опарување, какво опарување. Син ми и снаа ми си у Шведска и госпоđа снаа неќе да работи, ќе си ги чувала децата. А у Шведска тешко се живее со една плата, па затоа секој месец јас и маж ми им праќаме по 500 евра. Среќа што можеме тоа да си го дозволиме и мукни сме. Иначе ќе умрат у Шведска од глад. Чекајте малце се, наместо тие на вас да ви праќаат, вие нив им праќате од тука. Ова прв пат го слушам. Што прв пат го слушаш, бе? Дечко, отварај очи кој ќе се жениш. Не знаеш на каква мина можеш да нагазиш.